Апсурдниот притвор за осудениот Зоран Милевски Кичеец е укинат и тој повторно се враќа во отвореното затворско оделение во Струшкиот затвор. Тој во истражниот затвор во Шутка мина само 3 дена наместо 30. Како што првично му одреди судија на претходна постапка по сообраќајната несреќа што ја предизвика минатата недела. Поради опасност тој да влијае на сведоците и да го повтори делото. Ваквата одлука на судот доаѓа по жалба на одбраната на осомничениот. Случајот со Милевски Кичеец предизвика реакција и кај шефот на државата Стево Пендаровски. Тој во интервју за 360 степени вели дека овој случај е апсурд и од човечки, од правен, од политички, но и од кривично правен аспект. Ја не сум чул, не сум прочитал вест во било кој светски медиум дека се случил таков настан на било кој континент, дека човек кој е во притвор направил сообраќајка. И навистина не може да разберам и како правник меѓу другото, да на човек кој е во затвор служи во тој момент или треба да служи затворска казна, вие му давате мерка притвор. Човек кој е во затвор добива мерка, тој треба да се врати во затвор. Милевски е осомничен дека ја предизвикал тешката сообраќајна несреќа кај стража во која загина едно лице, а 7 мина беа повредени. Мерката притвор беше на барање на обвинителството, според кое тој претакнал на 2 полни линии и се судрил со 2 возила. Инаку Зоран Милевски Кичеец е осуден на 3 години затвор во случајот рекет. Јавноста бурно реагираше дека Милевски наместо на издржување на казната затвор бил пуштен слободно да се шета. Од управата за извршување санкции пак се правдаа дека тој добил едномесечен прекин на затворската казна, откако лекари од Охрид препорачале да се лекува од стрес, тахикардија и тешко дишење.